Синоќешната Евровизија. Односно, синоќа беше финалето и претходните две вечери. Моето мислење е дека ова беше најубавата Евровизија до сега што сум ја гледала. Сите песни ми се свиѓа во првата вечер, првата полуфинална вечер. Втората полуфинална вечер имаше нека 2-3 песни кои што беа окей. Меѓутоа, последната ноќ ми се допадна најмногу. Тоа што Италија победи, откако им слушнав песната, мислам дека им е супер, дека е убава и имаат онака силна енергија му целата група, се не се момци, имат и девојчики во групата. Инаку кога траеше самата ноќ, нели кога беше ова Евровизијата, не ја ни забележав таа песна. Ама после тоа се испостави дека звучи многу добро. Нашата песна, прва ми текна на памет, нашата песна Васил ја пееше во Македонија многу моќно. А кога ја однесе на сцена во Евровизија, песната звучеше како да нема здив дечкото, односно Васил, кој што навистина има многу убав глас и многу убаво пее, многу убаво се држи на сцена, личи онака како навистина прав мачо. Ама, кога отида на Евровизија, звучеше како некој класичен музичар, оперски пејач во пензија. Леле мајте, да. Баш така звучеше. Звучеше како тенор во пензија. Зошто, Васил? Зошто? Песната ти беше многу убава. Зошто не ја донесе лудачки на сцена, а не таму да ми пееш како да немаш здив да ја допееш. Не беше тоа добро. Инаку беше песната убава и се беше убава врска со неа, меѓутоа не беше убаво испеана на сцена. Израел ми беше катастрофа, едва чекав да заврши. Франција не можев да ја поднесам, затоа што француската песна личеше како некој да дави, а да се свегаш како баш така беше песната. Се надевав дека нема да победи. Switzerland, значи Швајцарија имаше само малце. Швајцарија имаше многу убаво, мислам дечкото беше многу скромен, многу духовит и тоа се, ама песната беше малце тажна и не беше баш за вакво. Литванија има многу добра песна. Односно, не има добра песна, дека има многу откачена, лудачка песна и така требаше да звучи Васил, лудачки. Dance along, dance along, dance along. Најубава песна. Украинската песна тука кога ми влезе у виугите и не ми излага, многу беше убава. Шум, така се вика, шум. Многу убава песна со многу убаво значење и се супер, дури тоа било некака детска песничка што ја играат децата во Украина, која сака да ја повикаат пролета да дојде. Односно промената, добрата промена, добрите вибрации, тоа се. После тоа, на која песна се сеќавам? Азербејџан. Од кај го извади тој глас? Од петици, што викаме. Од петици го извади гласот, меѓутоа не ми се свигаше што пееше за Мата Хари и за Клеопатра, као тој е толку оддамна, онака, многу ми е некако, многу отишла далеко со ликот, например, што го зела за пример да го пее, свегаш, као, можела некој од сега, например, некој си, не ми тикнали, нели, значи, Азербејџан, иако стварно, и малце ми беше тоа змијата у позадина, малце ми исплаши змијата. Бугарија. No. Бугари. No. Друг пат. With no pajamas on stage. Pajamas? No. Што беше тоа на сцената? Девојката заспа таму на тоа таквото што ја ставиле. Катастрофа. El Diablo. Кипрус. Девојката личеше како не знам, како онака да ја украдеш и да ја однесеш некаде. Толку беше убава. Мислам, песната малце El Diablo, вамте тамте, тоа не ми се допадна малце, не ми беше баш
Не ми беше баш најако, онака секаш. Океј, убава песна, навистина, ама не ми беше баш како за Евровизија да победи. После кои песнички и други беа, чекај да се сетам. A Million Voices беше фантастична, многу убава, малце спора, ама многу убава порака имаш, убава порака, знаеш, као можеш ли да ги слушнеш милионите гласови, као сега, шо убаво, многу беше интересно. Која друга песна, чекај да се сетам, Русија. Русија имаше многу убава песна, но исто така доста лудачка песна, онака секаш скокаш као молјам сја, Дане, молјам сја, секаш не знам, кој знае што значеше тоа, ама беше многу убава песна. Многу ми се допадна. Едино што не освоја доволно гласови од публиката, инаку има многу убава денсерска песна. Што друго? Чекај, која друга песна да се сетам да ја прокоментирам? Не ми тикнува толку. Но италијанската песна многу е убава. Значи многу убаво, дечките така сајаш на сцената грмат и газат и тоа е стварно убава песна, значи. Убава беше реакцијата на тојте панарот од групата, знаеш, као стварно имаше момент као сцена екзистенцијален момент, знаеш, кој што ми се случи на мене во животот и навистина и целокупно, пак ја кажам, целата Евровизија беше многу динамична, интересна, водителите беа фантастични, се беше совршено. Среќа што не победивме ние. Значи, тоа е тоа. Многу убава Евровизија, ќе се памти, ќе си ги слушам песните додека работам и така натака, и така натака. Која да трици за Евровизија, нека се слика, не е во право, тоа беше убав настан. После пандемијата 2020, што бевме затворени како пилци по куќина, ова беше фантастично.